Во време на изразита електрификација, Меѓународната автомобилска федерација прави чекор наназад и ги исфрла хибридите од светскиот рели шампионат и се враќа само на моторите со внатрешно согорување. Причината не е технолошка, туку чисто економска. Веќе неколку години во светскиот рели шампионат настапуваат само 3 производители – Toyota, Hyundai и Ford. Така, со одлуката за откажување од хибридниот погон, која ќе се применува од идната година, се очекува да се намалат трошоците за развој и да се привлечат и други тимови. Како резултат на тоа би се зголемила конкурентноста и секако атрактивноста на овој спорт кој подолго време постојано губи на популарност. Иронично е тоа што хибридните мотори беа воведени во 2022 година токму заради зголемување на атрактивноста на рели надпреварите. Моќноста на моторите ќе биде околу 330 конски сили, а перформансите ќе се компензираат со помалата тежина. Со воведувањето на уште некои други измени се очекува цената на еден автомобил да се намали од сегашните околу 1.400.000 евра. Еколошката компонента на рели надпреварите ќе биде вклучена во новата посебна електрична категорија, на чие воспоставување FIA интензивно работи.